Ова е Марко, нашиот нов колега новинар во редакцијата. Марко утрово напиша 50 текстови анализи без да прави пауза за кафе. Погледнете само колку е ефикасен. Марко, овие текстови воопшто не се етички. Ке мора одново да те учиме како да пишуваш новинарски текстови. Живееме во дигитално време во кое што вештачката интелигенција прави револуција во новинарството. Но, со големата мук доаѓа и голема одговорност. Ајде заедно да истражиме како вештачката интелигенција може етички да се користи во новинарството. Една од најчестите примени е транскрипцијата на интервјуа или пак превод на други јазици во живо. Наместо новинарите со часови да ги преслушуваат и да ги пишуваат интервјуата што ги снимиле, Марко тоа може да го направи за само неколку секунди. Алатките како Отер или Тринт ви заштедуваат часови или денови работа, претворајќи ги аудио-видео фајловите во текст. Ги поставувате овие фајлови на платформата и таа за кусо време генерира текстуална содржина од разговорите. На крајот, не заборавете да направите проверка на материјалот што сакате да го употребите во вашите новинарски приказни. Алатките како ChatGPT и BART овозможуваат брзо прегледување на илјадници документи и бази на податоци. Без нив, истражувањата како Panama Papers немаше да бидат возможни. Технологијата може брзо да анализира големи количини документи и да идентификува клучни теми, луѓе, организации, локации и врските помеѓу нив. Алгоритмите се одлични во препознавање на аномалии во податоците. Но, и овде клучни се новинарите кои треба да направат финална проверка на фактите. Алгоритмите помагаат и да се прилагоди содржината на одредена публика. Со анализа на податоците од публиката, тие соодветно го прилагодуваат тонот и стилот. Овие алатки исто така предлагаат резимеа, наслови, поднаслови или метаописи за ефективна промоција на различните платформи, максимизирајќи го влијанието и досегот на новинарскиот продукт. За подобро визуелно прикажување на приказните, може да користите и синтетички медиуми, како видеа или фотографии, генерирани со алатки како Midjourney, DALL-E или Sora. Сепак, ова треба да се прави само во екстремни случаи. Например, ако правите приказна во која употребата на реални фотографии или видеа може да ги загрозат правата и безбедноста на децата, тогаш може да користите синтетичка содржина. Доколку пишувате за историски настани или правите рецензија на книга, тогаш исто така можете текстот да го збогатите со фотографии или видеа креирани со вештачка интелигенција. Ајде да се обидеме. На алатката ќе ги посочам следните инструкции. Куче во вселенска облека како чита книга во вселената. Да видиме. Како нешто да не достига. Може би во поп-арт стил? Ова е веќе одлично. Но што е етички, а што не при употребата на вештачката интелигенција за новинарски приказни? Доколку без надзор користите ресурси како нашиот Марко за креирање и дистрибуирање на новинарска содржина, се соочувате со опасност од ширење на дезинформации, говорна омраза, прекршување на авторски права и злоупотреба на податоци. Затоа вештачката интелигенција секогаш треба да биде под надзор на соодветни луѓе во редакцијата. Не е етички доколку за приказните што ги пишува Марко, како автор биде наведен друг новинар во редакцијата. Тие треба јасно да бидат означени дека се креирани од вештачка интелигенција. Истото се однесува за видеата и фотографиите, и за нив мора да наведете дека станува збор за синтетичка содржина. Токму затоа Репортери без граници ја создадоа иницијативата за доверба во новинарството, алатка која ви помага да креирате соодветна уредувачка политика за употребата на вештачката интелигенција. За да бидете усогласени со овој механизам, треба да се осигурате дека публиката е свесна кога содржината е креирана со вештачка интелигенција. Транспарентноста е клучна за да ја добиете довербата од публиката. Се согласуваш, Марко, нели? Ајде сега повторно да учиме.